студиото со вас, Маријан Ников. Вести на Сител во 8. Вчера попладне се одржала уште една средба на коалицијските партнери ВМРО, ДПМН и Вреди, на која биле дефинирани предлог имињата кои ќе бидат на листата на реконструираниот владин кабинет. Според извори на Сител, како предлог на Вреди доаѓаат имињата на Беким Сали, останува прв вице-премиер и министер за европски прашања, потоа Мухамед Ходжа останува министер за животна средина и Етонша Сивари ќе биде нов министер за правда, тој е актуелен професор по уставно право. Садат Сулемани, нов министер за култура, во моментот заменик министер. Бесар Дурмиши останува министер за економија и труд, а Агрон Ферати ќе биде предлог министер за односи меѓу заедниците. Разговорите меѓу ВМРО, ДПМН и ЗНАМ продолжуваат, а се очекува до вторник да биде комплетиран целокупниот владин состав, пошто во среда списокот со реконструиран кабинет ќе биде доставен до собранието. Од Вреди официјално потврдија дека ги добиле Министерствата за правда и култура, а во нивни раце остануваат евроинтеграција, животна средина и економија. Од Вреди потврдија дека ќе го водат и Министерството за односи меѓу заедниците. Од ЗНАМ тврда дека коалицијата е стабилна, но не откриваат детали за владината реконструкција. Ресорите животна средина, економија, правда, евроинтеграција, култура и односи меѓу заедниците се дел од колачот кој ќе го добие Вреди со владината реконструкција, тврди вице-премиерот Беким Сали. На 2 годишнината од функционирањето на владата, Сали тврди дека во ресорите правда и култура, кои ќе бидат раководени од нивни кадри, ќе додат нови имиња, во останатите остануваат актуелните министри. Според нив здравство нема да биде веќе нивен ресор. Пакетот кој што Влен продолжува со владењето, односно како дел од мнозинството, владиното мнозинство, тука останува Министерството за животна средина, Министерството за економија, правда, евроинтеграција, култура и Министерството за односи меѓу заедниците. Па се уште немаме финално име за Министерството за култура и за правда. Тоа се 2 нови имиња. Значи здравство останува? Па не е дел од пакетот, не го спомнам. Па бетон ќе биде кога ќе ги слушнете при презентација, меѓутоа наш бетон е ова што го кажуваме. Без да откриваат детали кои понуди се на преговарачката маса, од ЗНАМ пак тврдат дека нивните ресори остануваат. Димитриевски убедува дека владината коалиција е стабилна, иако се прекројува владиниот состав. Коалицијата никогаш не била постабилна од овој момент, но нормално е и работа и на мандатарот и на владините партнери да ја разгледаат работата на владата и да ги донесат вистинските заклучоци, таму каде што не се работи доволно, да се засили капацитетот од сите аспекти, почнувајќи од човечкиот аспект, а тоа е ресорните министерства мора да ги водат луѓе кои што ќе бидат 100% посветени на работата за која што има добиено обврска да ја работат. Смени има и во редовите на ВМРО ДПМН, но детали не се откриваат. На ниво на шпекулации се информациите дека правда, здравство, култура, образование, земјоделие, политички систем, спорт се ресорите кои би трпеле смена на министри, но не се исклучуваат и други кадровски промени. Смени се најавуваат и во пониските ешалони. Додека владините партнери го кројат новиот состав, опозицијските партии обвинуваат за неспособно водење на државата. Сада сама вела додека ЗНАМ се распаѓа и последните двајца преостанати во партијата се тепаат за министерски фотели. Раководството организира караван из Македонија под слоганот Европска ЗНАМ, Европска иднина, Европска Македонија. Дуи пак ги нарече Вреди ништо во владината коалиција, бидејќи немало резултати од дадените ветувања. Ветува еднаквост, достоинство, развој и нова ера. Денес, после 24 месеци на власт, граѓаните поставуваат 3 прашања. Каде е промената, каде се резултатите, каде останаа ветувањата. Конечна одлука кој ресор во чии раце ќе биде распределен ќе биде познато во вторник, кога мандатарот Мицкоски ќе го соопшти исходот од владината реконструкција. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. На последниот работен ден од претходната недела измените на законот за трансплантација поминаа на матичната комисија. Опозицијата поднесе 4 амандмани, но беа одбиени, додека власта тврди дека законот ќе го олесни процесот на дарување органи. Од СДСМ пак немаат конечна одлука дали ќе го поддржат решението, со кое секој сам ќе може да одлучува дали ќе ги донира органите. Бубрек на некој што е на диализа ќе може да даде и прв братучет.
А дали после смртта нашите органи ќе бидат донирани, ќе зависи од личната волја подпишана кај матичен лекар и евидентирана во мој термин. Ова се клучните измени на Законот за трансплантација, кој веќе помина на матичната комисија за здравство во собранието, а утре е на дневен ред на законодавно-правната. Колку е важна потребата ова законско решение што побрзо да стапи на сила, ќе покаже гласањето на пратениците и од власта и од опозицијата на пленарната седница. Рашела Мизрахи од ВМРО ДПМН вели дека со ова ќе се затвори едно многу важно здравствено прашање. Јас би сакала само да нагласам дека секаде во светот каде што сум работела како медицински работник, како медицинска служба или пак каде што сум престојувала, секаде било понудувано на матичниот лекар во случај на обична контрола да се изјасни граѓанинот кој што е полнолетен дали во случај на настаната смрт би ги донирал органите, и ова не е невообичаена пракса било каде во светот, ова е сосема нормална пракса за која што би се зачудила и јас зашто досега не е воспоставена во Македонија. Мислам дека излегуваме во пресретна плејада на луѓе на кои што им треба оваа медицинска процедура и дека ќе се затвори едно круцијално здравствено прашање. Пратеничката група на СДСМ се уште немаат изградено став како ќе се изјаснат за законските измени. Вела дека со предложените 4 амандмани кои не беа прифатени на Комисијата за здравство во петокот, сакале да бидат спречени било какви злоупотреби имајќи ја во предвид осетливоста на процесот и се да биде транспарентно. Амандманите беа и во насака да се обезбеди поголема следливост на процесот и како што реков да се отстранат било каков сомнеж за или манипулации за жал. Меѓутоа власта не ги прифати со кусо само објаснување дека ниту еден амандман не се прифаќа. Дополнително сметаме дека ваква суштинска измена на ваков сензитивен закон кој треба да носи добро за граѓаните и генерално за се разбира напредок за нивното здравје и за општеството, дека не сме да биде носен во скратена процедура и особено не без поширока консултација. Така што до крајното изјаснување на пленарната седница во тек правиме и дополнителни консултации со експерти од област. Додека пратениците ги усогласат нивните ставови и кренат рака за предложените измени. Во земјата на 200 граѓани кои се на листите за чекање, животот им зависи од трансплантација. Најмногу чекаат бубрек, 30 имаат потреба од ново срце, а 12 црн дроб. Сања Димитровска, Сител телевизија. Гостин во тема на денот беше професор доктор Билјана Кузмановска, национален координатор за трансплантација. Таа образложи како би функционирал новиот регистар во иднина. При посета на матичен лекар секој ќе има можност да се изјасни да или не. Сака или не сака да биде органодарител, ќе се подпише пациентот, ќе се подпише матичниот лекар како потврда, ќе се скенира и ќе се прикачи на мој термин. Меѓутоа во регистар кој што ќе има многу ограничен пристап, не може секој да има пристап во тој регистар. На тој регистар ќе имаат пристап само Министерството за здравство, оние кои што работат трансплантација, координаторите само во случај на докажана мозочна смрт, и само тогаш ќе се отвори тој регистар. А пациентот, значи за двојна контрола, може да си го види својот статус на апликацијата Моје здравје. Денеска стартуваат мечевите на третиот Гранд Слем